Почитувани колеги, во оваа кратка видео лекција ќе се обидам да ви прикажам како можеме да креираме математички квиз на Националната платформа за учење на далечина. За таа цел, прво треба да се најавиме на Националната платформа за учење и да избериме еден од предметите каде што сакаме да го креираме нашиот квиз. Еве јас, например, ќе изберам математика 7.2. Ова е изгледот на мојот предмет. Ќе одиме во делот десната страна кај запчаникот, ќе избериме повеќе и ќе избериме банката на прашања. На почетокот, моментално ја гледате целата моја банка на прашања, но јас ви препорачувам на почетокот да креираме категорија. Јас оваа категорија ќе ја наречам снимка. И ќе дадам опис на категоријата. Во оваа категорија ќе ги поставам прашањата што ќе ги креирам сега, а покасно ќе ги додадеме во квизот. Значи, многу е подобро да си ги креирате прашањата во категории, за да можете полесно потоа да управувате со нив. Ќе изберам категоријата снимка. Забележувате, во моментов е празна, сега ќе додадам прашање. А прашањето што се однесуваат на математика се нумеричките прашања, calculated question, calculated multi-choice, calculated simple, а може да се користи математика во close прашањата и gap fill. Но за оваа видео лекција ќе ви искористам simple calculated question, затоа што со нивна помош можеме да креираме прашања кои што ќе бидат различни за сите ученици во оделението. Првата задача ќе биде извршете ги операциите. Во делот име на прашањето го запишувате името по кое што вие ќе го препознавате вашето прашање во банката на прашања, а во делот question text го пишувате текстот на прашањето. Јас би напишал пресметај. Разликата во овие математички прашања е што наместо да пишувам броеви, како во случајот 3,97 плюс 4,6 минус 6,03 плюс 2,4 и да оставам како овој, како готово. Сега јас, во овој случај, истата оваа задача, ќе ја направам со wildcard, ќе видите што значи покасно, односно ќе искористам променливи. Тоа се прави на тој начин што секоја од вредностите ќе заменам со променливо. Значи А плюс, променливите се пишуваат во аглести загради, во аколади, С и променлива Д еднакво и ќе го очекуваме учениците да го добијат резултатот. Мала напомена, ако сакаме да го прикажеме во нашиот запис, можеме да користиме и пример, пишеме заграда па еднакво и ако сега напишам во случајот А плюс Б, во тој случај целиот А плюс Б ќе ни представува една променлива, но за тоа нешто покасно. А во делот default mark ги пишуваме поените за ова прашање, јас ќе изберам 5 поени, а general feedback пишуваме фидбек, односно повратен одговор или коментар за ученикот после завршувањето на неговата активност, откако сите ќе ги решат, ајде број се скока, но сега во делот за answer ја пишуваме формулата. Оваа формула, всушност, е исто тоа што го запишавме горе. Ќе оставам во тој дел. Тука, за да биде прегледно, јас вообичаено е помеѓу знаците и заградите оставам по едно место.
Делот ќе го избришам, тој што ми требаше. Сега во делот мора задолжително да пишеме оценка 100%, затоа што ова е точната формула. Толеранцијата е отстапувањето од точното решение. Например, ако точното решение е 50, тогаш толеранција од 0,01 значи 1%, а 1% од 50 е 0,5, тоа значи 49,5 и 50,5 ќе бидат точни решенија, тоа ако е релативно. Ако е номинална толеранцијата, тоа значи дека грешката ќе биде 49,99 до 50,01. Најчесто нека биде релативна. Одговорот нека биде, например, бидејќи во задачата ќе имаме 2, еве нека биде со 3 децимални места. И делот е фидбек, коментар кој ќе го добие ученикот откако латини запишу од како точно ќе ја реши задачата. Можеме да додадеме и повеќе одговори, доколку знаете дека учениците ќе направат грешка што е во очекување. Доколку сакаме во задачата да имаме единици, го исклучуваме дел, но во втората задача ќе го искористиме. Во овој дел ставаме 1/3 грешка, доколку ќе му дозволиме на ученикот повторно да го решава истото прашање во самиот обид на квизот. Имаме како се извршуваат операциите кога тие се од исто ниво. Во тој случај, при првиот обид имаме казна од 1/3, во вториот обид уште една казна од 1/3, ќе го додадам истото објаснување и ќе додадам операциите се изведуваат од лево кон десно. Онака како се запишани, се појавуваат. Можеме да додадеме уште некоја помош. Сега во делот wildcards, тоа е најважниот дел во прашање. Ако избериме wildcards, самиот систем ги пронаоѓа заградите и ќе забележите сега дека во делот wildcards parameters ќе бираме какви се вредностите на секој од променливите. Например, променливата А сакам да биде од минус 24 до 50 и ќе биде со, бидејќи е прва со 2 децимални места. Вториот ќе биде до 100 и ќе биде со 3 децимални места. Видиме какви беа зададени. А плюс Б минус С, значи ќе одземаме сега. С ќе биде меѓу 25 и во случајот 60. И ќе имаме едно децимално место и овдека од 1 до 100 нека биде со 3 децимални места. Откако ги избравме параметрите што сакаме да се користат во задачата, бираме колку задачи сакаме всушност. Еден ќе изберам 100 такви задачи и ќе кликнам на делот Generate. Во делот Display не правам ништо, затоа што тука ќе ми се прикаже една. Ако кликнам на делот Wildcards Values, јас забележувам дека како би изгледало точното решение и се што треба да направам Save Changes and Continue. На тој начин квизот е готов, не добив никакви грешки и сега можам да го прегледам прашањето. Делот со опциите, што мене ми се исклучени, јас ќе го избришам Differentiated, да не биде, да ги нема сигурноста. Ова е колку ученикот е сигурен во решавањето на задачата. Тоа е во овој дел го избираме. Ако сакам да проверам, а самиот систем да го пополни решението, очигледно имаме некаков проблем. Reload. Забележите, при Reload добивме комплетно нова задача. Уште еднаш на Reload
Имаме нова задача. На тој начин учениците секогаш ќе добиваат нови задачи. Еве, например, јас ќе пробам, бидејќи се бараше со 3 децимали, ќе пробам да напишам решение. Еве го, покажува дека сите дека е грешно решението. Откако сме задоволни со решението, можеме да ги провериме сите опции подолу. Го зачувам ова прашање и ова прашање е готово. Сега ќе креирам уште едно прашање во текстуална задача од истиот облик, за кое што една задача всушност ќе биде 100 различни задачи за секого во ученикот во оделението различно. Текстуална задача. И сега ќе го запишам текстот на задачата кој што всушност ќе го гледаат учениците. Од лента со должина лента со должина 20 метри. Сега пишувам комплетната содржина на задачата, покасно ќе ја измениме. Саша исекол парче со должина од 4,35 метри. Колку метри? Колку метри од лентата му останали? Ова е едноставно прашање кое што може да се комплицира. Намерно ги пишав бројките, каде што сега јас ќе искористам wildcard, односно променлива, и се наместо да пишам А и Б, дека ќе пишам должина и 20 ќе го избришам, метри ќе остане мерната единица. Должина 1, имаме две должини, и секој парче со должина, тоа ќе биде втората. Да секојаш користите променливи кои што ќе бидат дескриптивни, односно ќе ви опишуваат она што се работи во задачата. На тој начин ја подготвив задачата за генерирање на прашања. Бидејќи текстуална, ќе дадам 15 поени. Во General Feedback е повратниот одговор откако учениците ќе решат задачата. Одговорот е всушност сега од вкупната должина одземена должината што ја исекол ученикот 2. Сега треба да внимаваме кога овие два броеви ќе бидат поголеми, тоа ќе го средиме нешто покасно, без разлика за тоа како ќе испаднат броевите. Пишуваме 100, грешката сега во случајов ќе имаме две децимални места и ќе намалам грешката за да не или пак ќе наместам сега да сакам точно да не биде. Ќе направам номинална со 0 грешка. Тоа значи дека мора само точното решение да биде прифатено како точно, без отстапување. Во фидбекот ќе запишам одлично, точен одговор. Сега во делот единици, бидејќи имаме, ќе изберам опција, учениците мора да ја дадат оценката и таа ќе биде оценувана. Грешката е 10%. Може да биде и како дробка од целениот. Единиците се влез кои што ќе бидат во drop-down мени, како multiple choice sections, ја ќе изберам како drop-down мени, како мени, како ова што ќе се отвора надолу. И единиците, бидејќи се работи за мерки, ќе треба бидат од десната страна, ако се валути, ќе бидат од левата страна. Сега, кои ќе бидат единиците? Вообичајната единица, што ќе ја пишам јас, е метри, и за нив имаме мултипликатор 1, но ако сакаат учениците да го дадат одговорот, например, во центиметри, тогаш ќе ставам мултипликатор, бидејќи центиметрот е 100 пати помало, 0,1. Ако стакам милиметар,
тогаш мултипликаторот ќе биде 0,001. Можем и во километар ако сакам да ги напишам. Внимавајте кога ќе правите вакви претворања, тогаш и толеранцијата се променува. Ај сега да ги открие програмата картите, односно скрие параметрите, променливите. Сега бидејќи треба да одземам од првото, ќе напишам дека должината може да биде од 1 до 100, например, и таа да биде цел број, а додека одсечената димензија може да биде до 80 и таа нека биде например со 2 децимални места. Ќе изберам дека сакам 100 прашања и ќе генерирам 100 прашања. Да проверам дали така точно 100 поени имам. Да видиме дали вредностите се во ред. Например, задачата 30 минус 5,59. Точниот одговор, видите дека немаме интервал на точен одговор, мора да е точниот интервал запишан и кликнуваме Save Changes and Continue. Но, многу добро навика е да запишите на учениците внимавајте вашиот одговор да биде запишан со децимална точка заедно со мерната единица. Да знаат учениците што треба да направат. Сега ќе кликнам Save Changes and Continue, за да можам да видам дали се во ред. Сега ќе кликнам на Preview на прашањето. Сега одговорот, јас ќе пишам, бидејќи тоа е 87 минус 9, колку ќе даде тоа 78, односно 77, 78, се надам дека точно го погодив. Тоа е метри, сега бидејќи сакам да го претворам во центиметри, тоа е во помало да се изгрешив при множењето ќе биде, нека 100 метри, треба да го променам затоа што го направив мултипликаторот, сега ќе видите, го направи да биде намалено, значи бидејќи ова е во метри, треба да дојде без децимална запирка одговорот. Едам дали го проверив, да, јас го сгрешив мултипликаторот, значи сега ќе се вратам назад и ќе поидам кај единиците и мултипликаторот за центиметар ќе го направам 100, а за милиметар 1000. Ќе ги зачувам промените. И сега ќе видам дали сега квизот функционира како што треба. Ново прашање имам. Сега ќе имам 8.62, ама тоа е во метри, значи 862 или 8620 милиметри. Сега ќе изберам. И да видам би требало сега да е се во ред. Го, одговорот е точен, бидејќи решението е во милиметри. Исто така можете да ги исклучите сите опции што ви се дадени. Подолу го затворате прегледот на прашањето и истото го зачувувате. Бидејќи сега имам две прашања, сега ќе се вратам во мојот предмет и ќе генерирам квиз со овие две прашања. Например, го додавам како активност и ќе изберам каде е квизот да го најдам само. Го. Нека биде снимка, опис на квизот. Учениците може да го видат на насловната страна, да не мора тука да давате во опис на квизот, давате сите информации за квизот, колку пати ќе се решава, например, кога ќе се отвори квизот, која ќе биде оценката, например, јас ќе пишам двојка за да биде завршен квизот, неограничен број на обиди, може да ставите 2 обиди, па потоа да ставите просечна оценка или пак неголема оценка, или па првата или последната, зависи како сакате. Например, најдобро нека не бидат колку што ќе решаваат и нека биде највисоката оценка. Во зависност во каква намена го правите квизот, тие опции ќе ги направите.
Во делот за layout избираме секое прашање да биде на една страна или сите прашања на иста страна. А ова е многу битно, метод за навигација. Ако избериме free, тогаш учениците може да се движат низ прашањата како сакаат. Ако избериме секвенционален, тоа значи учениците мора да го следат редот на прашањето онака како што ќе му биде даден од самиот квиз. Како ќе се однесуваат прашањата, да се мешаат одговорите? Еве јас избирам со ЦМБ, односно тоа е колку се сигурни учениците. А во делот како ќе се гледат, јас додека траи квизот, учениците ако сакате, бидејќи квизот ако е за вежбање, доволно да бидат сите овие возможни, но ако е квизот за оценка, тогаш учениците нема потреба да знаат ништо освен завршниот одговор, петка, четворка, тројка, се до завршувањето на квизот. Што ќе се појавува на ученикот додека го решава квизот? Опцијата за Save Provisor ќе ја правиме да биде достапна. Ако сакате лозинка, еве ќе пишам лозинка, стегнете наокото за да ја видите. Лозинката, таа ќе остане секогаш за вас видлива. Можете, јас избирам секогаш да има некаква си сигурност. Ова е многу интересно за тестови. Меѓу првиот и вториот обид, например, да дадете 45 минути, а помеѓу вториот и третиот, еве 5 часа. Можете и денови дори. Overall feedback, и ова е многу убаво, каде што пишувате скалата. Од 100 поени, 100% до, еве колку, 85%, ќе биде многу добар. Од 85% ќе биде многу добар 4 до, тоа е 15, еве уште еднаш 15% ако одземеме, тоа ќе биде 5-80 до 70%. Потоа од 70 имаме добар 3, тоа би било до 50%. Од 50% би било доволен 2 до 30%. И на крајот би напишале недоволно треба да вежбаш повеќе. Значи, ова е резултатот што учениците ќе го видат на крајот од тестот. Ништо друго нема да видат откако ќе го завршат тестот. И со тоа ги поставиме сите параметри, го зачувуваме шаблонот за квиз и квизот ќе ни се појави најдолу. Го отвораме сега шаблонот и ги додаваме прашањата со Add Quiz. Бидејќи сега не е празно, максималната оценка ќе биде 5 за квизот и ќе ги додадам прашањата, ново прашање, во моментот што ќе го креирам, од банката на прашања. Таа банката на прашање моја е прилично голема, јас ќе се изберам категоријата снимка и ќе ги изберам двете прашања. И ќе ги додадам тие две прашања од квизот. Ако сакам да додадам било кое друго прашање, ќе изберам рандом, например, и ќе изберам некоја друга моја категорија, каде што имам најмногу, множење со 10, 100 и 1000, и овдека имам 18 прашања, јас ќе додадам од таа банка, по случаен избор, 5 прашања. И тоа секогаш учениците ќе добиваат по 5 прашања од тие 18. Значи, рековме дека имаме 5 поени. Максимална оценка 5. И имаме 25 поени. Ќе изберам прашањата да се мешаат и со тоа квизот е готов. Можам да го прегледам, ќе се вратиме назад. Ќе отворам неделата каде што е и сега ќе го отворам квизот да видиме како ќе изгледа. Кликниме, сега наместив лозинка. На квизот и еве го квизот. Еве видовте дека се мерките. Еве го наредното прашање. Еве го соделени учениците треба да изберат.
Ова што не го креирав, туку тие другите што стоја, еве го третото прашање за делење, каде што треба учениците да го напишат резултатот. Еве повторно, ама сега треба да изберат, например, делено со 10, сега да видам дали има, значи тоа ќе да е 0, нешто такво немам, значи треба да изберам друга опција па да ги спојам. Еве сега имаме множење, учениците треба да напишат одговор. Еве исто така, текстуална задача во која што ќе се променуваат решенијата, но внимавајте, ако ученикот го отвори квизот, и ако сега направам јас рефреш, ако претходно останува истото прашање. И еве го изразот што го креиравме. На тој начин мислам дека помогнав како да креираме елементарни математички прашања, а за сите останати оние комплицираните за алгебра, анализа, нешто покасно. Ви благодарам за вниманието.